Хрватското председавање со ЕУ дава надежи дека сепак би можеле да започнеме преговори во блиска иднина. Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ изјави дека отварањето преговори со Македонија ќе биде многу високо во приоритетите на хрватското председателство со ЕУ, а за таа цел најави дека во Загреб ќе бидат поканети лидерите на земјите од Западен Балкан за афирмација на европската перспектива на овие држави. Хрватски извори велат дека ќе успеат да ги исполнат барањата на Франција за реформа на преговарачкиот процес, за до крајот на март и Македонија и Албанија да го добијат посакуваниот почеток на преговорите. Франција имаше некои резерви кои повеќе беа од концептуална природа во однос на методологијата на преговорите. Дека нешто во позадина се крчка се покаже и на отварањето на состанокот на хрватската влада и Европската комисија. Претседателката на комисијата Урсула фон дер Лејен изјави дека за унијата многу е значајна соработката со Западен Балкан, додавајќи дека мора да се најде начин паралелно да се одвиваат преговорите со Македонија и Албанија и внатрешните реформи во ЕУ. Таа најави дека набрзо ќе биде објавен новиот предлог за методологијата на преговорите за членство во ЕУ, иако потоа ќе мора да се види дали тој е прифатлив за францускиот претседател Емануел Макрон. Токму Макрон беше европскиот лидер кој во октомври минатата година стави вето на преговорите, со што ги урна надежите на Заев дека може да поентира со некаков успех на европската сцена, а потоа практично и го принуди да распише предвремени парламентарни избори.